Почитувани мои, време е за уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Денеска ќе се дружиме со една битолчанка која што е позната на македонската музичка сцена, со која што повеќе ќе поразговараме како за професионалниот живот, се разбира така ќе опфатиме и прашања од приватниот живот. Јас морам да кажам дека ми представува особена чест и задоволство што за прв пат во емисија на телевизија Мега ја имаме битолчанката Ирена од групата Памперс. За почеток, добре дојдовте во мојата емисија и да ви се заблагодарам за времето што го одвоивте. Добро ве најдов, можеме на ти, бидејќи сме тука близко наши битолчани. Па навистина и мене ми е огромно задоволство, ви благодарам на поканата и на изборот на ова прекрасно место кое што наликува на мал рај. Така, во секој случај јас верувам дека навистина ќе имаме убав муабет, речено на наше на битолски. Ете со една единствена цел поблиску да ве доловиме на нашите гледачи. Нели, ете малку на самиот почеток ќе зборуваме за вашиот професионален живот, но повеќе би сакала јас да ве доловам од она другата страна, односно да опфатиме повеќе прашања од приватниот живот. Како што кажав, нашиот разговор ќе го започнеме од оној професионален живот. Неколку години, тоест повеќе години, групата Памперси е присутна на македонската музичка сцена. Ете, би сакала да започнеме од вашите почетоци. Имаме убаво друштво. Да. Еве, Кристијан, ако сакаш слободно придружи ни се барем на кратко. Барем на кратко. Да поуживаме и ние во твоето друштво. Како што кажав, би сакала да започнеме од вашите почетоци на Памперси. Пред колку време се оформивте вие како група и од каде дојде таа идеја да се оформите токму како рок бенд кој што ќе функционира на македонската музичка сцена? Значи, официјален датум може да се наведе 2003 како еден официјален датум, меѓутоа тоа датира и од малку поодамно пред тоа. Самата идеја и самиот зачеток на правење на авторската музика, бидејќи Даниел и јас уште така да речем, уште пред тоа започнавме да правиме наша музика, па потоа значи нормално си собравме бенд и сето тоа така цела приказна така почна. Од едно правење на песни. Така, нели сепак ја имавте таа љубов кон музиката која што датира одамна и решивте да се формирате во еден бенд. Се поврзавме преку музиката, значи јас од дете пеам на детски фестивалчиња и така натаму. А Даниел имаше и сериозна група, значи пред Памперс, која што имаше сериозни успеси. И така, значи, сепак музиката си имаше свој тек. Точно, кога веќе го спомнавме Даниел, да кажеме, верувам дека сите знаатме да го потенцирам тоа дека тој и вашиот сопруг имате прекрасното дете, вашето синче Кристијан. Она што ме интересира, дали е тешко или лесно да се соработува со иста човек кој што од една страна нели е дел од вашиот бенд од Памперси, од друга страна е ваш сопатен пријател? Дефинитивно. Знаете како, некои работи кои што ние си коментираме меѓу нас дома, ги дискутираме во врска со работата, додека го немавме детето, не забележувавме дека тоа некогаш добива и посилна дискусија и повисок тон. И сега Кристијан ќе праша, мама, зашто се калате? Ние разговараме, значи нешто. Така. Секогаш во работата ќе излезат некои работи и секогаш некој си завзема некаква страна во врска со одредени одлуки или одредени работи кои што треба да се, акции кои што треба да се преземат. Таков е текот, значи јас инсистирам како човек да малку да ги одделуваме професионалниот од приватниот живот. Кога ќе излеземе со детето, например, кога сакаме да го прошетаме како сите дечиња што ги шетаат, никогаш не сакам да зборувам за работата со Даниел. Так. Сакам да му се посветиме нему, но некогаш мора и за тоа да се зборува. Тешко е да ги одделиме, меѓутоа јас се трудам да ги одделам. Да го одделам Даниел колегата и Даниел сопругот и таткото на моето дете. Така, веќе 3 години го имате Христијан. Ете, она што ме интересира, кажа дека нели сакаш да го одвоиш тој професионален и приватен живот, но како се снаоѓаш во таа улога на мајка? Колку ти представува проблем
ете кога имате настапи, кога имате проби, сепак верувам беше поразлично кога го немавте вашиот син или сега. Како се снајде пред се ти во таа улога на мајка? Па, може би нескромно ќе звучи, меѓутоа, на вистина од моментот кога се роди, од моментот кога дознав дека носам детенце во себе, некако тоа сето природно си идеше. Така. Како да кажам, се одеше нормално, немав некоја тешка бременност, јас настапував без никакви проблеми до 7-миот месец, дури ме караше мојата докторка. Кога се роди, можам да кажам дека бев доста припремена психички за целата таа приказна на мајчинство и на имање дете и мислам дека сето тоа си оди нормално, тековно. Сега да, имаме проблеми во врска со времето, треба да го оставиш со некого, нормално не може дете со секого да се остави. Многу голема благодарност е секој што го кажувам кога ќе ме праша. Кога ќе ме праша некој како се снаоѓате со детето, на вистина нашите родители многу ни помагаат, бидејќи знаеме дека кај нив речи се исто како да е со нас детето. Настапите, значи, се врват, тоа се обично ноќни настапи, кога сме по неколку дена отсутни, исто така, тој си е згрижен, се снаоѓаме, гледам да му посветувам колку што можам време кога сум слободна, значи кога немам работни и останати ангажмани и обврски, ето и затоа може би го донесов тука сега. Ама се гледа дека Кристијан е премногу приврзани до мама. Да, што треба малку да се коригира во наредниот период, бидејќи на вистина расти и ќе треба малку да се осамостои според моето видување. Кога веќе спомнавме од вашите настапи, еве каде љубителите на вашата музика може да ве видат? Па, ете сега ќе најавам нешто ексклузивно, не знам точно, не се договоривме точно кога ќе оди емисијата, дали во текот на оваа недела или наредната, меѓутоа во петок имаме еден многу убав концерт, авторски концерт, кој што ќе биде заеднички со наши колеги МОМП од Данска во бар Чаршија, па ги поканувам сите гледачи, сите оние кои што ја следат нашата музика и кои што воопшто сакаат рок музика да повелат и да го гледаат тој концерт. Бидејќи емисијата Одблиску со вечерва ќе се емитува на фреквенцијата на телевизија Мега, ете јас би сакала да ги поканам сите гледачи ете в петок да присуствуваат на вашиот настап со групата Памперс, се разбира пред се да уживаат во вашата музика. Она што ме интересира е колку ете често и редовно одржувате проби со вашата група и каде го правите тоа? Значи, имаме еден благослов да имаме своја студија, свој простор каде што можеме и да вежбаме, каде што снимавме наши претходни албуми, но бидејќи сега работиме со странска продукција која што има свое представништво во Скопје, снимаме, значи, одреден дел од тоа што го ствараме како автори, па понатаму нормално процесот продолжува таму. Исто така и пробите се одржуваат таму, а имаме и колеги кои што снимаат кај нас, нормално доаѓаат. Тоа е едно убаво место кое што за мене е дом, бидејќи се наоѓа кај моите родители. Тоа беше ателје на мојот дедо кој беше вајар. И така, сите што доаѓаат викаат се чувствува таа уметничка атмосфера која што тече веќе многу години на тој простор. И веројатно е место каде што има инспирација и така, некој уметнички дух си постои таму. Пред се морам да го признам тоа дека на вистина е голема предност, нели, кога човек има свој студио каде што може да реализира ете дел без разлика дали од своите проби или можеби доколку сака да создава нешто ново. Кога сме веќе кај создавањето нешто на што работи Памперс во моментов, дали во скоро време можеме да очекуваме нешто ново од ваша страна? Еве да ги израдуваме сите наши гледачи. И ние да се израдуваме. Значи, доста долго и доста напорно, можам да кажам, се работеше на оно што треба да излезе. Повеќе не е во наши раце, е во раце на нашиот продуцент и на издавачите понатаму. Се надеваме дека за доста кратко време ќе излезе, меѓутоа се прават некои најавуваме албум, најавуваме песна, што може да очекуваат. Па песна дефинитивно летово ќе излезе вториот сингл од тој албум, првиот излезе во октомври, тоа беше All About You, на нивно инсистирање се е на англиски јазик, ние размислувавме нормално и македонскиот да биде, бидејќи
сакаме да си правиме музика на мајчиниот јазик, меѓутоа сега е таква ситуацијата. Англискиот интернационален, бидејќи кај нас се слуша англиска музика, сепак е македонска музика, бидејќи од македонски автори. Значи вториот сингл, без дигресии да правам големи, ќе излезе налето, а албумот ќе видиме, значи треба да излезе за скоро време, меѓутоа не е до нас повеќе да кажеме. Не е во наши раце повеќе тоа. Така, очекуваме во секој случај, те верувам дека можеби ќе имаме таа ексклузива кога ќе решите да го промовирате вашиот сингл или можеби вашиот албум. Се разбира, тука сме во секој време да ги информираме нашите гледачи. Дефинитивно. Би сакала да се навратам малку на твоите почетоци. Ете, позборувавме за групата Памперс. Спомна дека уште од мала се занимаваш со музика, тука се нели оние детски фестивалчиња, но од кога датираат тие први почетоци кон љубовта? Кога беше оној момент кога ти свати дека да, ова е тоа што сакам да го правам, јас сакам да се занимавам со музика? И дали може бете во тие моменти, во тие почетоци имаше некој што го откри или кој беше тој што го откри твојот талент и што те насочи токму кон овој пат? Па пред се родителите, значи ние сме музикална фамилија, сите пееме, татко ми свири на гитара, значи кога ќе имале седенки со своите пријатели, секогаш се пеел, секогаш, значи музиката од секогаш била присутна кај нас. Секогаш се купува, уште кога бев мала, плочи кои што беа актуелни. Се слушаше музика, јас ги учев тие песни, ги препевував, значи моите уште од малечка приметија, како што сега јас кај Кристијан приметувам дека си има талентот. Приметија, значи нормално пред се дека сум музикална и дека сакам да пеам, дека не се срамам, дека значи немам проблем со сцена. Тоа се забележи уште во забавиште, значи на тие први приредби кои што сме ги правеле на патронатите на училиште. Одев во ниже музичко училиште, свире виолина. Во второ деление веќе настапив на Сидо со песната Нашиот Баже, која што сите мои врсници се уште ја памтат, ако им кажам, ќе ја запеат. Навистина беше многу убава детска песна. Убаво човек пака, ете кога ќе се наврати нели на тие години. Да, точно како. Веројатно таму да речам првите откривања, самата комисија која што одбираше кои дечиња ќе настапат. Веројатно тогаш ги приметија моите афинитети кон музика, се разбира и самата аудиција за ниже музичко училиште. Така да речем, тоа си почнуваше. Немав никогаш проблем со сцена. Знам, моите нормално како сите возрастни размислуваа како ќе се поставам на сцената, дали ќе се срамам, дали ќе играм, дали ќе бидам слободна. Значи, сето тоа одеше многу нормално и многу природно. Нормално е секој да има трема, јас денес имам трема, дори да почнам да пеам. До моментот кога ќе почнам, кога ќе отворам устата, се исчезна, или моментот кога ќе се качам на сцената, сето тоа е исчезнало, нема повеќе никакви проблеми. Едно многу убаво искуство, исто со песната Нашиот Баже, од детството зборуваме, беше што бев и гостин на Дајте музика, тогашното детско шоу кое што беше навистина многу популарно. И така, музиката се на се можам да кажам дека навистина ми го има досегашниот живот многу облагородено и збогатено и покрај тоа што па сега да не зборуваме како професија веќе. Колку убави работи покрај музиката се стекнуваат во животот. Така, убаво е нели ете што уште од мали нозе музиката е присутна кај тебе, па трае се до ден денеска и верувам дека ќе трае уште долги години и во иднина. Она што е најбитно во секој случај од тие детски години е нели поддршката. Ти кажа дека ја имаше уште баш од првите почетоци од твоите родители, преценили тие се музикално семејство, можеби тоа има влијание уште повеќе. Дали некогаш си размислувала доколку не бидиш пеачка или доколку не се занимаваш со музика, што би била, што би одбрала? Па бидејќи покрај музиката имам уште две професии, едната која што значи ми е дипломирана и веќе тргната, да речам, настрана како таква си ја имам. Имам и уште една, значи дефинитивно би била професор. Можам да бидам во моментов веќе професор или лаборант или професор на стручни предмети кои што се изучуваат, да речем, во средно медицинско училиште,
или со мојот втор факултет кој што првата година веќе ја завршувам, би можела да бидам професор по англиски. Повторно се работи за работа која што е од јавен карактер и која што вклучува јавни настапи. Така, во секој случај. Пред публика која што дефинитивно те гледа и те оценува. Така, интересно е тоа, и покрај тоа што нели имаш завршено еден факултет, си позната на македонската музичка сцена, сепак се реши да запишеш и втор факултет. И токму нели кога се договаравме за снимањето на оваа емисија, беше тој усен испит што го имаше. Да, еден од нив. Сега, она што ме интересира, како се снаоѓа со сите овие обврски? Сепак тука нели е факултетот, тука е работата, пред се тука е христијан кој што навистина бара големо внимание и да му се посвети човек. Да. Па пред се, значи, вториот факултет не го запишав искрено со намера да бидам професор. Го запишав од причина што тоа е еден факултет кој што отсекогаш сум го ценела. Тој беше факултетот кој што ми беше, да речем, тогаш можеби како втори избор во моментот кога одбирав, бидејќи чувствував некоја потреба и заради музиката, и заради други работи во животот да студирам во Битола, во родниот град, а тогаш го имаше тој факултет само во Скопје. Тоа беше нешто што го размислував и што така си тлееше во мене, англиски јазик и книжевност. Меѓутоа го запишав најмногу од причина што пишувам текстови на англиски и сметам дека треба да имам едно повисоко ниво на не само на познавање на јазикот, туку целосно и на литературата англиска, малку попродлабочено да го запознам јазикот и навистина тоа нашите професори одлично го прават, одлично не воведуваат во повисоките, да речам, инстанци на англискиот јазик. Може да ти дадам цела вселена и да питам твоја светло-жолта. Може да ти тонам меѓу дланките, види ме. Земјата се врти, долго стоиме, каде и да тргнам, останувам. Нови ветрови ми носат нови сни, и ти
završi ovaj mraz. И сега би сакала да те наврата малку на оние детски денови, нели позборувавме за тие почетоци на твојата музичка кариера, но сепак на она детство кое што ти си го имала. Какво беше твоето детство? Верувам многу поразлично од сегашните тука, нели со оние другарувања со другарите. Какво дете беше ти? Како се сеќаваш на тие детски денови? Па на детските денови најмногу се сеќавам нормално прво сестра ми. Имам поголема сестра, која секогаш беше несебична. Значи не беше како некои деца, ти си мала па нема да те земам со моите другарки или такво нешто. Ние бевме деца кои што си играа во улицата, како повеќето, значи мои врсници. Немаше толку видеоигри. Така. Бевме активни деца и се дружевме сите заедно без разлика на возраста. Значи можеше да има некоја разлика возрастна од 7 години, меѓутоа сите играа заедно. И навистина прекрасни спомени имам. Нормално и со сите тие фестивали и хорови каде што сум учествувала. Понатаму и во младоста, значи во младински хор, па во мешан хор, во Стив Наумов, навистина тоа се дружења кои што не можат да се споредат со поинаквите дружења, бидејќи патуваш на турнеја си, заедно си многу долго време, делиш некои заеднички работи. Ете, например, кога бевме деца, ќе одевме Скопје, па ќе снимавме, или тука во битолските студија кога ќе снимавме. Сето тоа е дружење, едно поинакво пролабочено дружење, бидејќи знаеш дека заедно правиш нешто, креираш нешто интересно. Така, едно такво дружење, сепак поврзано со музиката, на твојот пат го донесе и твојот сопруг Даниел. Да, дефинитивно. Одамна, ете, долги години се во прашање, сега би сакала да споделиме љубовната приказна со нашите гледачи. Ете, како започна, како се запознавте вие со вашиот сопруг? Па да, стигнав јас нели до мешаниот хор Стив Наумов. Така. Тоа беше, значи, една случајност. Во тоа време Даниел живееше кратко Скопје заради студии, меѓутоа се врати на кратко, па се запознавме на проба, па имавме некои настапи со хорот. И така започна прво како пријателство, ние во тоа време, значи, со таа возраст што ја имавме малку така некоја разлика годишна од 6 години. И нормално од почеток предпазливи бевме, особено тој. Меѓутоа, ете, тоа си порасна во една голема љубовна приказна која што даде плод со други професионални и приватни, да речам, достигнувања наши лични, Так. кои што ги имаме. Дали може би во скоро време размислувате за проширување на семејството? Па ќе видиме, многу би сакале, значи тоа е наша многу голема желба, меѓутоа заради професионалните ангажмани ќе гледаме тоа да го погодиме некако временски, ако може да се погоди воопшто. И сега ние веќе почнавме да начнуваме некои прашања од приватниот живот. Она што ме интересира е како започнува и како се одвива еден твој ден. Верувам дека тука се пробите, настапите, но во секој случај верувам дека најголем дел од твоето време поминува токму со Христијан. Па, не би рекла пред пладнето, значи кога сум слободна, дефинитивно е со него. Попладне сме многу често во студиото. Доколку не имам јас ангажмани да го поминувам времето со него, меѓутоа ако имаме ако имаме проби, тогаш го оставам кај моите родители, како што ви кажам, значи тоа ми е блиско, тоа е се планирано, направено, значи пробата да е во ателието, Кристијан да е во куќата, моите го чуваат или ќе го прошетаат и така. Да, нормално, како секоја мајка сака максимум време да помине со своето дете. Тоа е малку и од себични причини, меѓутоа да, така е поглавно. Колку помеѓу сите овие обврски, ете и домашните, пред се и професионалните, наоѓате време да излезете да прошетате? Па, ние сме деца на широк сокак. И син ми така го воспитувам, значи јас буквално сум порасната на широк сокак, особено таа долната партија од камен во спрема офицерски. Секогаш си наоѓаме, значи и Даниел е многу љубител на прошетки и тоа ме релаксира. Значи тоа е времето кога навистина еден пола сат
малку да се опуштиме и кога е топло времето, секогаш го практикуваме и бога ми, кога е студено, многу често. Си практикуваме да прошетаме едно крукче пред проба или пред работа, си наоѓаме за тоа време. Така, и треба пред се, нели, покрај сите овие обврски, пред се поради брзото темпо на живот кое што го живееме во денешно време. Она што ме интересира е колку се дружите со членовите од групата Памперс, пред се и професионално, но од друга страна дали се дружите и приватно? Да, дефинитивно, значи се сменале неколку постави, но тоа ни се сите толку многу драги луѓе со кои што толку многу убави моменти сме поминале, толку дружења, толку настапи, концерти. Можам да кажам сега конкретно за сега, значи не е сега или веќе многу време со нас, 6 години ми се чини. Аца е малку понов, Аца е околу помалку од година, да речам, сега летово ќе биде година. Буквално, значи, како членови од семејството. Значи, групата е едно семејство. Многу често се дружиме, многу често се собираме, значи најмногу иницираме ние кај нас нормално, бидејќи сме двајца, имаме сопствен дом, тие се уште млади. Така. Немаат сопствен дом. Многу се блиски и со Кристијан. Значи, буквално функционираме како едно семејство. Сите подеми или сите проблеми се решаваат заедно. Сето тоа си функционира така, поврзано. Така, и сега она што ме интересира, спомнавме околу тоа како се снаоѓаш во улогата на мајка, како се снаоѓаш околу домашните обврски, каква домакинка си? Па, јас сум домакинка кога имам време да бидам домакинка. Искрено, нормално дека домот мора да си има некои одредени стандарди на хигиена и среденост, меѓутоа јас сакам. Јас баш што му го велев на Данило, јас сакам да си сум домакинка. да си средувам дома, многу сакам да готвам. Сакам да правам кифлиња кога можам. Многу ретко имам моменти такви. Ете така да си седам со детето и да низ дома нешто да си правам, меѓутоа, значи, иако немам време, кога имам време сакам да го правам. Тоа не е работа што ме оптеретува или што не сакам да ја правам. Бидејќи има многу луѓе кои што велат, не сакам да готвам, едноставно не ми оди од рака. Јас тоа го сакам, меѓутоа кога имам време, да. Да. А колку твојот сопруг ти помага, во зависност нели од обврските, колку тој помага во тие домашни работи? Па бидејќи тој уште позафатен од мене, тој работи, значи, активно како наставник и музиката, како сати, да речам, отсуство од дома, можеби него му се собираат повеќе, бидејќи тој не работи само на компонирање на музиката, работи и на продукција, значи, сето тоа се, да речам, часови кои што во денот се поминуваат со тоа и нормално работниот ангажман кој што е доста одговорна работа да си наставник, тој е оделенски наставник. Морам да кажам дека ќе го покудам малку. Тој си ги работи само оние машки работи кои што треба, значи не ми се меша во женските работи во домот. Така, добро, нели сепак ајде да го оправдаме малку работните обврски, не му дозволуваат. Дефинитивно, јас заради тоа го разгалувам буквално, значи не му инсистирам многу. Повеќе, и малку сум јас себична, сметам дека нешто како што ќе го направам, јас нема да го направи друг, тоа е веќе карактер на лоша црта, така мислам дека поголемиот дел од женските сме такви, да. Да не навлекуваме во тој домен. И сега кога кажа дека нели сакаш да готвиш на пример кифлички, она што ме интересира во кое јадење најмногу уживаш, во каква храна? Па, ако зборуваме за конкретна кујна, многу, значи, си ја сакам македонската кујна, оние сите традиционални јадења, иако јас не ги подготвуваат свекрва ми и мајка ми, а јас сакам, например, да направам некои лазањи, некоја, например, пица. Јас сакам многу кинеската храна, меѓутоа, освен рижото, некој со соја сос, немам направено нешто посериозно, например, сладко кисело не знам да спремам, пример. Меѓутоа, јас сакам кинеската кујна и уживаме, значи, во сите овие кујни кои што ги наведов, уживаме заедно како семејство. Кога можам, сакам да подготвувам работи.
Така, сепак пак ќе речам обврските колку што Да, дозволуваат дефинитивно. толку, ете можеби во идниот период ќе имаш и повеќе време да Да, не, тоа експериментираш. се надевам дека малку ќе имам време да се навратам на тие работи. Така, колку твоето слободно време знаеш или ако го имаш доволно да го искористиш за некое хоби, можеби да спортуваш. Ете, кој е твоето хоби и дали воопшто имаш слободно време за такво нешто овој период? Да, искрено преку академската година, да речам, сега треба веќе да завршиме, бидејќи јас се трудам да буквално да го држам темпото со редовните студенти, бидејќи таков е факултетот. Значи не можеш да научиш во една или две недели дома и да одиш на испит. Нешто е што се учи континуирано. Искрено немам премногу слободно време. Значи понекогаш колешките ме прашуваат како стигнуваш воопшто да научиш и да стигнеш и да дојдеш. Значи, единствено слободно време е тоа што јас ке си го украдам од детето, дури тој спие или нешто такво, значи да учам и буквално ги правам етапно работите. Кога имам, да речеме, колоквиумска недела, тогаш учам и знаците не ме гибаат, учењето и детето, пример. Или ако треба да одиме из Скопје, значи тоа го шалтувам тука, па после кога ќе сум послободна повеќе време посветувам студио, многу сум среќна што ме толерираат. И можам да направам некој таков луд распоред, меѓутоа за сега некако успевам. Единствено што се кратаме на сонот, меѓутоа и тоа се надокнадува, не е нешто страшно. Така, ајде барем во викендите некогаш знаеме, нели сите да си... Па да, меѓутоа викендите ние обично бевме Скопје преку цела година, така да речам, сепак се наоѓа време, не се жалам, не ми е напорен животот, само ми е доста растрчан сега овој период. Така, нели тука е онаа поговорка кога се сака, се може, со Буквално добра таму се организација најдов. на времето, да. Буквално таму се најдов во ова измината година. Што е она што најмногу те прави среќна во животот? Па, во различни периоди нормално различни работи не прават среќни и тоа е еден мозаик, не може да биде една работа. Меѓутоа сето ова што го зборуваме, значи семејството, детето, пред се музиката, дури самото учење и мачењето, значи на постигнување на факултет се работи кои што ме прават среќна, бидејќи знам дека нешто правам, дека се придвижувам напред на некој начин, значи со музиката, дека тоа има каде понатаму да се пласира и да се покаже. Дете нема нешто поблагородно од тоа да одгледуваш дете, исто и со учењето, значи знаеш дека пред се тоа го правиш за себе и за да имаш знаење во себе и така. Работи се кои што се убави, кои што ме исполнуваат и ме прават среќна. И сопругот не сме да зборови поширокото Така, нормално во секој семејство. случај. А што е она што најмногу те нервира? Нешто што знае да те извади од такт? Не знам, јас сум многу искрена личност. Не знам, може би гледате, нема кај мене глума или размислување, дури во одговарањето на новинарски Морам да прашања. признам дека тоа ми се допаѓа што си природна, каква нели што си во Па таква приватниот сум цел живот, живот и таква си таква, пред да, камера, немам да, дека намера да многу бидам. луѓе има пред камера се поразлични од она што е во приватното. Да, Навистина зависи, значи сега зборуваме на вистина за мојот личен живот. Ако некаде треба да излезам како некој официјално лице или нешто официјално да соопштам или да кажам нормално, ќе бидам малку поинакви по формално, меѓутоа сега на вистина ова е една неформална атмосфера каде што зборуваме за лично моите работи и можам да бидам лично јас таква каква што сум. Со нервирањето што велевме, ме нервира во принцип неискреност и нечесност. Не дека не ги толерирам во принцип. Може би ќе простам, ама не ги заборавам тие работи. Така. Сега кога спомна, кога нели треба да се појавиш на некоја работа и сакаш да видиш професионално, она што се сетив е дека пред скоро време беше дел од една модна ревија. Токму тука во Битола, ако не се лажам. Како се снајде во таа улога? Дали можеби би можела да ја работиш и во иднина да бидеш модел или фотомодел? Тоа требаше во мината, јас да бидам модел или фотомодел, меѓутоа не. Фотомодели има на сите возрасти, да не се лажеме, и јас не сум толку стара. Прекрасно изгледаш, јас морам да го признам. Добро, моделите јас ги замислувам од 15-16 нагоре, манекенките кои што ги гледаме, например, на фешн. На вистина ми беше огромно задоволство. Прво ми беше чест што ме поканија, бидејќи сепак, значи јас имам детенце и
може би не се ставав, јас се обидувам да внимавам како се хранам и се обидувам да вежбам сите тие работи, но може би јас себе си не се ставав во диапазонот на тие модели кои што ја гледаме на фешн. Прекрасно беше искуството, Анастасија не припреми, исто и Стефанија не припремија, ние вежбавме, бидејќи сите кои што таму бевме излезени, имаше, да речеме, многу мал дел од нас беа професионални модели и манекени и вежбавме одење и сите тие работи. Мислам дека на крајот сето тоа испадна многу интересно, многу убаво, многу симпатично. Намерата беше да биде, темата беше слобода и намерата беше да не се, значи, професионални модели ангажирани, туку луѓе кои што се јавно активни, сценски активни, меѓутоа не име тоа професија. На вистина прекрасна идеја и пред се позитивно искуство ете за сите вас кои што бевте дел. Јас уживав во моделите, бидејќи се тие работи кои што јас би ги носела на сцена и така многу убаво беше. Така е, сега веќе кога сме кај облеката, што е она што најчесто ти го носиш, ете и во приватниот живот, но и кога си на сцена, во која комбинација се чувствуваш најлежерно? Па, ме гледат и сега, значи, лежерната она casual, што викаат комбинација, најмногу ја сакам. За на факултет се облекувам буквално како тинејџерите, значи мајца со некоја апликација или некои фармерчиња или нешто така. Старките ми се неизоставен дел од дневната гардероба, меѓутоа сакам јас, значи сакам високи подпетици, сакам и да се дотирам. Значи сето она сепак е со некоја рок преднота. Значи дури и за многу свечени работи, како што се, да речеме, некои семејни најсвечени работи како свадби, јас сакам во мојата да речам таа ноќна облека која што ја носам, вечерна формална облека, да си има нота на рок, на мојот дух кој што си го имам. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, уна прашање без кој што не може да помине мојата емисија е како би се опишала самата. Тоа го разговаравме, значи, лани на еден час по психологија, дека најтешко е. Можеме да зборуваме со сати за еден куп работи, за ова дрвцето можеме да го опишуваме со часови, меѓутоа кога ќе треба човек да се опише себе си, тука се гледа колку е се согласувам, значи интраперсонален, колку комуницира со самиот себе. Буквално од сите гости, нели, кога му го поставувам ова прашање, го оценуваате како најтешко, да. Значи, сепак би се оценила пред се како искрена, како природна, како посветена и ова не е моја оценка, меѓутоа од многу луѓе слушам дека сум темелна личност. Музикална, тоа да, тука негде. Така, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Тишина, мила. Па секогаш искреноста е најдобра политика, ако нешто се работи со срце и ако нешто навистина чувствуваме дека треба да правиме, музиката не е потреба да бидеш славен. Музиката е потреба да изразиш оно што го чувствуваш внатре, како артист да го напишеш на хартија, да го снимиш на некаков медиум и да го прикажеш, бидејќи тоа е некое чувство кое што постои во тебе и треба да излезе и сметаш дека треба публиката да го слушне. Така, јас навистина уживав во ваше друштво и со Христијан, морам да го признам тоа, едва и чека тој да го завршиме ова снимање како конечно да стигне. Така, ќе ти се заблагодарам пред се за времето што го издвои, а од друга страна ќе ти се заблагодарам за искреноста и што се отвори пред нашите гледачи, еве со цел повеќе да дознаеме повеќе работи за тебе од оној приватен живот. Ги спомнавме вашите планови, ќе кажам уште еднаш, очекуваме се што е ново од ваша страна, се разбира, тука сме да ги информираме нашите гледачи. На самиот крај само некоја порака до нашите гледачи. Па прво да ви се заблагодарам, навистина си поминав прекрасно време со вас овде, многу ми дозволивте да бидам опуштена и природна и искрена. Па пораката кон вашите гледачи, ценете ги вистинските вредности, ценете уметноста, културата, музиката, сакајте ги оние работи кои што го облагородуваат човековиот дух. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од Блиску со на телевизија Мега. Со нов гостин се дружиме точно за 7 дена. Ви благодарам на вниманието, довидување.